Осмомартовски, 47 дами од Хрватска кои празнуваат на ривиерата се закитија со нашиот охридски бисер, кој го добија на подарок од најмладиот продолжувач на занаетот за изработка на уникатен накид Михајло Филев. При утринската посета на древниот град, туристките не насетуваа какво изненадување ги очекува. Убавиот гест ги озари нивните лица, бидејќи на подарок добија бисерни обетки. Sad naušnice neću nositi, to ću pokloniti kćeri jer ja nemam bušene uši. Обетките нема да ги носам јас, ќе ги подарам на мојата ќерка. Но за себе ќе си дозволам нешто што јас ќе можам да го носам кога ќе дојдам дома во Хрватска и ќе се пофалам дека го добив како роденденски подарок. Ovo je drugi mentalitet ljudi sa jako velikim srcem i to je to što nas privlači zapravo. Ова е друг менталитет на луѓе со многу големо срце и тоа е она што не плени. Тоа големо срце кој го има Македонија е она што нас не привлекува да доаѓаме овде. Парите не ја греат душата, туку убавите спомени кои ќе ги понесеме оттука, вели една од дамите, по чие лице се стркалаа солзи. Ja sam došla na Ohrid zbog toga što je moj brat nekad davno bio na Ohridu u Jugoslavenskom. Јас дојдов во Охрид затоа што многу одамна мојот брат кој повеќе не е жив служеше воен рок во Охрид и кога дојде дома беше полн со воодушевување и јас како дете со широко отворени очи секогаш слушав за Охрид, градот кој му потсетува на него. Насмевката на туристот е најголема реклама и еден мал гест остава силен впечаток, вели Михајло Филев, кој веќе 15 години за празникот 8 март ги дарува дамите кои престојуваат во Охрид. Охридскиот бисер е само еден мал камен во мозаикот културен на Охрид и Македонија и затоа со ова подарување потенцираме и други локалитети и сето она што е културен елемент и белек и символ на градот Охрид и Македонија. Од економска гледна точка, добри почестени туристи ќе однесе добар збор дома и ќе ни направат најубава реклама. Македонската традиција им е позната на гостите од балканските земји. Тие знаат и за гергефот кој го везела Фросина, и за кајчето на Лихнида. Нам ни останува само да направиме една убава приказна која секогаш ќе буди убави спомени. Со дводневни осмомартовски аранжмани, жени од регионот го преплавија Охрид.